Одреден е надлежен обвинител и се прибираат докази во предистражна постапка за изборот на Талат Џафери за спикер. Основното јавно обвинителство работи на кривичната пријава против Ферит Мухич, Горан Мисовски, Џафери, Заев, Ахмети и уште 62 други пратеници за нелегалниот избор на председател на Собранието на 27 април годинава. Во оваа фаза не можеме да ви откриеме кој обвинител е надлежен, само можеме да ви кажеме дека се работи на прибирање докази во предистражна постапка, велат од Републичкото јавно обвинителство. Каква разврска може да се очекува и како ќе течат работите, за сега не откриваат, само информираат дека постапиле соодветно на барањето на подносителот наведен во кривичната пријава. Пријавата ја поднесе Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите од Битола. Ова здружение е формирано уште во 2004 година, чија што главна дејност е следење на изборите. Пријавата ја поднесе на 12 месецов. Поднесена е поради основано сомнение дека пратениците извршиле неколку кривични дела од Кривичниот законник: велепредавство, злоупотреба на службената должност, противзаконско посредување, лажно представување, самовластие, фалсификување службена исправа и уште неколку други дела. Председателот на Сдруженијето Васко Костевски по поднесувањето на кривичната рече дека задачата на обвинителството нема да биде лесна, бидејќи се работи за пратеници. Верува дека ќе ја искористат својата политичка моќ за да го спречат процесот, но децидене. Ситуацијата е јасна, кривичните дела се направени. Во пријавата се наведени имињата на сите 67 пратеници од парламентарното мнозинство. Како што е наведено во истата, доказите за нелегалноста на седницата постојат, а дополнителни обвинителството може брзо да прибави со извршување увид на документите изготвени за време на изборот на Џафери, документите испратени до службен весник, како и преку директни сведоштва на председавачот Трајко Велјановски и генералниот секретар на Собранието Жарко Денковски. Постојат и видеоматеријали потсетија од Сдруженијето на кои се гледа снимено целото дејство на одржување на, како што велат, импровизираната седница. Пред една недела пак од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија до Уставниот суд доставија иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери. Како што дознава телевизија Нова, процедурите се во тек и се формира предмет. Од за заедничка Македонија очекуваат изборот на Џафери да се поништи.